Почитувани гледачи, продолжуваме со вечерашниот разговор на тема домашните миленици и пролета. Наша гостинка е магистар доктор по ветеринарна медицина Јасминка ван дер Флиер. Јасминка, месец април во вашата амбуланта е месец на стерилизација и кастрација. Што ќе добијат оние кои што ќе посетат кај вас во амбулантата? Значи, јас секој месец имам некоја акција. И април месец ми е одбран како месец за стерилизација и кастрација и со секоја извршена интервенција добиват бесплатно чистење на забен камен. Затоа што претходно не кажавме, али исто последица преку зимата и так тип на исхрана мека домашна, знаека и милениците да има страшна последица на цело забало, забен камен до толку голем степен што од таму им потекнува тој непријатен мирис повише од собствениците и не обраќаат внимание, демек тоа е нормално кучешки мирис, али не. Тоа треба исто како луѓето што идат редовно на заболекар, што идеме на стоматолог, и кучињата треба еднаш годишно да дојдат на ветеринари да се исчистиот забен камен. И затоа овој месец имам ставено бесплатно чистење на забен камен, забен каменец и вадење на заби, све што од дентална страна проблеми што има со забало миленикот и со тоа, пошто да се искористи анестезијата за здравјето на миленикот, не е ни добро да се користи толку често анестезија, затоа овој месец ми е за тоа одреден. Со секоја стерилизација, на тоа обично се однесува на кучиња. Мачките ретко имаат проблем со забен камен. Они имаат друг проблем со вируси, не се однесува овој месец на нив. Така, овој месец на кучињата. За кучиња, баш за кучињата, и машки и женски стерилизација и кастрација плюс бесплатно чистење на забен камен. Така. Со оглед на тоа што веќе поминат половина месец, според вас каков е интересот за стерилизација и кастрација кај милениците? Добар, мислам константно. Ја најмногу и се бавам со хирургија. Е добар одзивот. Собственикот што е посветен на миленикот, што ги следи моите упатства и совети, све си иде со претходно договарање, организација, заедно мои совети, има добар одзив. И не само од Скопје, имам пациенти од цела Македонија за стерилизација и кастрација, и посебно кај постари, сега се однесува овој месец. До сега што не го направиле додека се помлади, таман да се искористи бесплатно чистење забен камен. Така. И за оние наши гледачи кои што се уште на своите миленици не извршиле стерилизација и кастрација, а треба или планираат, која е целта на кастрацијата и стерилизацијата и зошто се препорачува? Се препорачува, основно здравствени разлози. Кога земате миленик, земате или да ви биде миленик, или го земате да го размножувате, да давате потомство, да се грижите за педигре, за чиста раса и така. Али кога го земате за миленик, не е точно тоа, не е воопшто вистина дека треба еднаш да роди. Стерилизација и кастрација е препорачлива додека се помлади. Добро е за женските, посебно уште пред првиот циклус. Тоа да биде до пред првата, да не наполни една година, предходно тоа да се направи. А зошто е добро? Затоа што ако не се стерилизира кучката, секој 6 месеци си иде нормален циклус, не иде до оплодување, не иде до концепција, нема пород, хормоните се настанува дисбаланс на хормоните и се појавуваат многу тешки болести. Едно од тие, например, прво и основно безазлезно у некој збор да се каже, се јавуваат цисти. Имаш нон-стоп се јавува исто како кај жените, но останува производство нон-стоп на хормон и нема редовен циклус, хормонскиот циклус, дисбаланс, полните хормони се врзани со други хормони, како што кажав. Друго е, ако не се оплоди, нема концепција, може да дојде до пиометра, тоа е полнење на цел утерус и роговите со гнојна содржина, што може да заврши фатално. Ако не се, тогаш више, секоја понатамошна интервенција е операција заради болест, заради патологија. Додека стерилизацијата е превентивен, оперативен захват. Да се извадат јајниците, се вади матката.
Друго што се јавува заради дисбаланс на хормоните, ако не се стерилизира, доаѓа до појава на тумори, што е, мислам, кај 70% обавезно се јавува тумори. Нема ни една кучка, ако не е стерилизирана до крај на живот, да не дојде после за тешка операција да вадиме тумори на дојки. Има пролапсуси на вагина, има, затоа што со години, ако не ја стерилизираш, пак полните хормони, ослабнуваат лигаментите, знаеш, цела матка надвор да излезе пролапсус. Тоа е основно на стерилизацијата, ако не се направи, што има последица на гениталниот репродуктивниот тракт. А плюс што има други последици, како што кажав, и на штитна жлезда, и на уопште состојбата на организмот, замастување на црн дроб, на бубрези, на све. Све ретроактивно си повлекува, ни една болест не може да издвоиш една како единствено. Организмот е една целина и све е поврзано. Таа неурохуморална регулација, ако не постапуваш како што треба, има страшни последици. Така. А дали стерилизацијата и кастрацијата влијае на однесувањето на милениците и колку време им треба да се опорават по зафатот? Стерилизација и кастрација, не го менува карактерот. Секој миленик што ќе го земеш, исто како кај луѓето, си имаме свој карактер. Со интервенцијата, извршување, со вадење на јајници, на матка не се менува карактер. Единствено, треба да се намали количината на храната што се дава. Затоа што полните хормони се дел од метаболизмот на мастите, сега ги нема во таа количина да се лачат од јајниците и затоа треба да се намали за 1/3 од храната претходно што се јадел. Единствена промена може да се јави појава на гојазност ако собственикот не се придржува на советите на ветеринарот. Што беше? Што ме праша? Колку време после зафатот треба да помине за да се опорава така? За раната да зарасти 1 недела. Од кај мене после секоја интервенција миленикот си иде буден. Единствен проблем е само тој ден додека се излачи анестезијата се излачува преку мокречја или ќе поврати, зависи од миленик како е. Веќе од наредниот ден све се враќа во нормала. Единствена опасност од компликации, тоа треба собственикот да се погрижи, пошто секое животно раните си ги лечи со лижење, да се спречи миленикот да ја лижи раната, да не сокине конци, да не го воспали ткивото. Единствена опасност е тоа. Само првата ден, која е интервенцијата направена, тогаш не може миленикот, пошто има примено доста транкилайзер, тоа е процедура во оперативниот захват, има опуштање на мускулатурата. Анестезијата си оде буден, али има опуштање на мускулатурата, не може да стои на нозе. Единствено тоа не е пријатна слика за собственик да гледа така безпомошен миленик, па имаме доста после јавување, па како сега, па после. Али во главном тоа се враќа во нормал. Во главном 1 ден. Мачките уште побрзо. За нив е многу побрзо, поотпорни се, немат толку ни мускулна маса, на стомахот, потенки им се мускулниот зид, така да кај нив многу побрзо иде. Побрзо заздравуваат, но кај нив секако и кучињата не ги заздравуваат, сепак една недела е потребно. 1 ден е така да се омалаксани, да лежат и таа. А више, за 1 недела, од утре ќе станат, јадат, све нормално, нема никакви промени у однесувањето, можда малце омалаксани, не трпат болки, тоа е све покриено со третманот од кај мене кога си одат, имат покриено и антибиотик, дома собственик не треба ништо, нити да прави со раната, нити да дава лекови. Ако збориме за стерилизација од превентивни разлози. Така. А на која возраст е најдобро да се направи овој хируршки зафат? Најдобро е пред првиот циклус да добие. Не треба ни да чекате да добие. Или веднаш после првиот циклус. Затоа што тогаш се уште се млади, многу полесно ја поднесуваат и операцијата, многу брзо зараснува, отпорни се, немат наталожено масно ткиво. Најголем проблем е при секоја хируршка интервенција е масното ткиво. Исто како кај нас, ниеден хирург не сака да те опериса додека не ослабнеш. Така. Кај кучињата, што се постари, тоа не може да се избегне, се ствара све повише масно ткиво
и тоа усложнува више операцијата. Значи, што помлади, подобро. Више од 7-миот месец може, 7-миот, 8-миот месец може да се направи превентивна стерилизација и кастрација. И за мачките и за кучињата. Мачките можат и од 5-тиот месец. Да ги парат. Да. Мака и мачињата, ако се во добра физичка, значи, состојба, брзо да растат, значи имаме и кај нив, некои поспоро напредуваат значи може од 5-тиот месец више стерилизација да се направи. Така. Господја Сминка, за крај во нашата вечерашна емисија еве една препорака од вас до собствениците на милениците. Препорака е моја, значи секогаш подобро слушај го ветеринарот, спроведи ја превентивата што ти кажува, немојте да чекате да дојде до појава на болест или било каква друга клиничка слика. Значи колку да се банални работи, подобро доаѓате на секои 2-3 месеца, не мора да му е ништо на кучето. Чисто еден преглед, тоа не се ни наплаќа, али значи поголема ажурност на собственикот према миленикот здравјето и никогаш ќе немат проблеми. Значи било кој, може да собственикот со негово око не може да види некоја промена, али кај мене ако дојде секои 2-3 месеца, ја можам да видам дека нешто се случува, па да видиме, значи понатаму што треба да се превземе за да не дојде до загрозување на животот на миленикот. Така. Затоа постојат и докторите по ветеринарна медицина, нели? Така. Јас ви се заблагодарам за вечерашното гостување. Се надевам дека со овие совети и овие факти и податоци кои што ни ги кажавте ќе им помогнеме на нашите гледачи кои што имаат нели домашни миленици. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вас за вниманието. Останете ви понатаму со програмата на МТМ. Пријатно од мене.